Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Pasqyra e Shëndetit. Do të flasim sot për një nga simptomet më të shpeshta, mos them edhe simptomin më të shpeshtë për të cilin ankojnë pacientët, siç është dhimbja. Pikërisht sot do të flasim se cilët janë tipët më të shpeshta të dhimbjes, cilët janë dhimbjet të cilat vërtet kanë nevojë për një trajtim urgjent dhe cilët janë ato dhimbje që na tregojnë për ndonjë problem pak më serioz që fshihet pas atyre. Në Spitalin Klinik Axhibadem Sistina është hapur qendra e re për trajtimin e dhimbjes në mënyrë multidisiplinare, e cila është e vetmja e këtij lloji në vendin tonë. Pak më shumë se me si funksionon kjo qendër, çfarë mjekësh keni aty dhe si mund të trajtohet dhimbja në Spitalin Klinik Axhibadem Sistina, do të flasim në studio me të ftuar dr. Tatjana Spirovska, specialist po anesteziologija и реаниматология. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата. Честно е да ви имаме денес тука да разговараме за најчестиот симптом, би рекла, за кој се жалат пациентите кога доаѓаат кај докторите. Како што е болката? Дали може да ни кажете што представува болка? Болката представува емотивно и сензитивно чувство кај личноста кое што е предизвикано од актуелно или потенцијално оштетување на ткивото или на оштетување кое што веќе поминало. Дали може да ни кажете пациентите кога доаѓаат да ви прашуваат ме боли нешто? Кои се најчестите типови на болка за кои се жалат? Како што напоменав и по дефиницијата дека болката се јавува при актуелно или потенцијално оштетување на ткивото или пак кое што е веќе оштетено, така се дели и типот на болка. Доколку станува збор за ткиво кое што потенцијално ќе се оштетува или веќе е во прогрес оштетувањето, тоа се јавува акутна болка. Покрај акутната болка има и хронична болка, а хроничната болка се јавува кога веќе поминало оштетувањето на ткивото. Акутната болка представува аларм кај човекот за да отиде кај доктор. Затоа што таа се јавува ненадејно, и прави еден дискомфорт на пациентот и тој се упатува кај доктор и барајќи ја причината за болката, ќе се дијагностицира болеста и со делување на причината на болката, со излекување на болеста исчезнува и болката. Меѓутоа, кај хроничната болка текот е нешто поинаку. Додека за акутната болка можеме да кажеме без разлика што е едно непријатно искуство, лично искуство на пациентот кај кој што се јавува, таа представува еден позитивен симптом, затоа што ќе го натера да отиде кај доктор и да се најде причината за болката и да излекува. Хроничната болка е нешто што трае. Нешто што трае со денови, со месеци, со години. И таа болка можеме да кажеме дека представува еден вид на синдром кој што треба да се лекува. Дали можеби некојаш болката би можела да биде и психички? Пример, пациентот да слушне за некоја болест и автоматско да размислува дека и он боледува од тоа и почувствува и болка. Па видите, опишани се повеќе психосоматски болки, да, се јавува и психички, тоа е една емотивна болка, меѓутоа, она што ние третираме во болницата е болка која што е предизвикана од биолошки, физиолошки промени во организмот. Доктор Спировска, кажавте дека акутната болка всушност представува некој дискомфорт во нашето тело. Да. Дали при ваков тип на болка треба да се побара мислење и мислам консултација со лекар? При појава на хронична болка, секако дека треба да се појави пациентот кај доктор, затоа што хроничната болка, како што кажав, е нешто што трае, го истоштува пациентот, емотивно го растројува, психички го растројува, па го менува и неговиот карактер и станува
по-нервозен и не и работоспособен. Хроничната болка со тек на време, доколку нема решение во земјата за тој тип на болка, се јавуваат и поголем број на работо неспособни луѓе, значи станува еден социјален проблем. Токму затоа ние одлучивме да отвориме еден таков центар кој што е прв центар во земјата. Зашто прв? Затоа што до сега се правело обиди да се третират овој тип на болки, на хронична болка, меѓутоа тоа е инцидентно, не е систематизирано со вклучување на повеќе специјалности во третирањето на болката. Значи, треба еден мултидисциплинарен пристап за да се третира една хронична болка, која... Секако. Како може да се подели хроничната болка? Според тоа, каква може би е сериозноста која лежи позади болката? Според причината што ја предизвикува хроничната болка може да биде малигна болка и да биде хронична немалигна болка. Хроничната малигна болка е предизвикана од малигниот процес во организмот. Во почетокот таа е послаба, меѓутоа станува све појака и понеиздржлива како што напредува процесот. Во самиот почеток се јавува онколошката болка заради појавување, лачење на алгогени супстанци од страна на самата туморозна маса, туморозен процес во организмот, кој што делува на рецепторите за болка. Меѓутоа, како напредува процесот, со самата инфилтрација на околните ткива, оштетување на околните ткива, настануваат воспалителни процеси кои што лачат па други супстанции кои што исто така делуваат на центрите за болка, исто така една од причините што доваѓа до инфилтрација и на нервни завршетоци и таа болка со тек на време станува неподнослива. Додека пак хроничната немалигна болка се јавува после поминато оштетување во организмот, поминато оштетување на ткивата во организмот. И таа представува како последица на нешто што веќе поминало. Ако онколошката болка е последица на нешто што трае и се уште го има во организмот и незиниот интензитет се зголемува, кај хроничната немалигна болка тоа што ја предизвикува е нешто што веќе поминало. Тука некои трауматски можеби случаи. Да, тука се хронична болка, неуропатска болка, болка на локомоторен систем, многу често ишијалки, дископати и така натаму. Тука можеме да ги вброиме и различни видови на главоболки во организмот. И има и повеќе причини, повеќе типови на болка кои што се вклучуваат во хроничната немалигна болка. Кажавте дека од акутната болка може би психосоматски се причините, додека кај хроничната немалигна и малигна болка може и да посеат позади тоа и онколошки заболувања, меѓутоа може и некои трауматски случувања. Кои се другите најчести причини заради кои се појавува болка? Ги наброев, овие се всушност и најчестите за кои што треба да се обратат. Тука во хроничната немалигна болка припаѓаат и болки од типот на поствирусни болки кои што оштетуваат одредени нервни завршетоци. Тоа е една дефинитивна состојба каде што нема што уште да се лекува, освен да се лекува болката, самата болка. Што им препорачувате на сите те пациенти кои можеби не гледат и во моментот и можеби почувствуваат некаков вид на болка? На тие пациенти кои што имаат акутна болка,
би им препорачала одма да отидат кај лекар, за да се најде причината на болката и со тоа да се излекува самата причина која што довела до болката, со тоа исчезнува и болката. На тој начин болката ќе, како што кажав, како аларм, ќе ги натера да отидат да се излекуваат и болеста која што ја предизвикала таа болка. Додека пак на другите кои што патат од хронична малигна или немалигна болка, да престанат да страдаат и да живеат со таа болка без разлика колкава е јачината и каков е квалитетот на болката, нека се обратат во нашиот центар, каде што направивме еден тим кој што успешно се справува со сите овие болки. И токму еден ваков центар може би ќе ни помогне да ја откриеме и причината позади болката, но и тоа да не доведе и до диагноза на некое посериозно заболување. Не дај Боже да кажеме. Видите, во третирањето, нашиот центар ги третира овие два вида на хронична болка што ги напоменав. И она што е заедничко за целиот центар е дека има мултидисциплинарен пристап при тоа. Што тоа значи? Дека во лекувањето на оваа болка учествуваат доктори со различни специјалности. Кога зборуваме за делот кој што третира онколошка болка, тука спаѓаат специјалност онколог, анестезиолог и интервентен радиолог. Во почетокот, кога пациент со онколошко заболување се појави во нашата клиника и доколку тој пациент е на некаква причинска терапија за болеста, го третира онкологот, паралелно со таа причинска терапија, онколозите се вични во тоа да ги обезболуваат, меѓутоа до одреден степен на јачина. Кога јачината на болката се зголеми, тогаш со пациентот на пациентот му помага анестезиолог, бидејќи ние некако сме поумешни во справувањето со појаки болки, затоа што познати ни се повеќе аналгетици и појаки аналгетици и така натаму. Апсолутно. Анестезиологот во почетокот го третира доколку е можно. Пациентот значи има скала на третирање на болка. Почнуваме со послаби аналгетици и потоа ги зголемуваме. Идејата ни е да овие пациенти не ги травматизираме. На некој начин советот, да ја облажите болката, но и да им помогнете. Да ги приближиме до нив во домашни услови, за да не се малтретираат да доваѓат често кај лекар. Првичниот преглед со анестезиолог е кога тој одредува шема на лекови кои што пациентот ќе ги зема во домашни услови. И она што го прави посебен овај центар е тоа што лекарот ординирачки телефонски е достапен за тој пациент 24/7. Доколку не е доволно обезболен, тогаш се вклучуваат и некои други лекови. Меѓутоа, кога се помини таа фаза, како напредува болеста, има потреба од поинвазивни методи за да се спречи истата. Апсолутно. За кој ќе разговараме во вториот дел на емисијата, ќе одиме со кратка пауза и потоа се враќаме во нашето студио со нашиот разговор. Што путеме пред пак часто публицитет, рекламираме пас пак портфолио Ситрајтоа Димја на Спиталин Аџибадем Систина. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për trajtimin e dhimbjes. Në Spitalin Agjibadem Sistina është hapur qendra e re dhe unike e këtij lloji në vendin tonë për trajtimin e dhimbjeve. Nëpërmjet një ekipi të specialistësh, nëpërmjet një trajtimi multidisiplinar, ju mund të vini deri tek arsyeja se pse paraqitet dhimbja, por nëpërmjet të saj çfarë shihet pas dhimbjes.
Një diagnose sakt si dhe një zgjidhje e problemit. Trajtimi i dhimbjes në Spitalin Acibadem Sistina bëhet nga një ekip multidisiplinar i specialistëve të ndryshëm, varësisht prej asaj se çfarë fshihet pas dhimbjes tuaj. Në emision me të ftuar për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar primarius doktor Tatjana Spirovska, specialist për anesteziologija i reanimatologija. Doktor Spirovska, vă prvi отдел на емисията обяснихме за болката, што е акутна, што е хронична болка, но и причините кои лежат позади болката. Во клиничката болница Acibadem Sistina е отворен новиот центар со мултидисциплинарен пристап, Центарот за болка. Дали може да ни кажете што представува еден ваков центар за пациентите? Мислам дека отварањето на овој центар е од големо значење за нашата земја, затоа што пациентите кои што патат од хронична болка талкаат низ здравствениот систем и не се препознаени. Како што кажав, во минатото се правеа обиди за да се третират овие пациенти, меѓутоа тоа беше спорадично и некако пациентите одеа од доктор до доктор, еден ќе ординира една терапија, друг ќе ординира друга терапија. Идејата се створи кога се создадоа и услови за отварање на ваков центар. Што значи услови? Клиничката болница Acibadem Sistina ги има најновите апаратури кои што секако ни помагаат во сето тоа, меѓутоа и има специјалисти од различни специјалности кои што можат успешно да третират од болката. Секако секој во одредена фаза од болката, нели зборувавме таа дека има свој развој. Доктор Спировска, кажавме дека технологијата помага за третирање на болката, но меѓутоа и мултидисциплинарниот пристап кон пациентите исто така е важен. Дали комбинацијата на овие две помага за да овој центар да биде уникатен? Токму така, затоа што кажав има има специјалности кои што се потребни за да се третира еден ваков тип на болка. Како што кажав и во првиот дел, центарот има два сегменти: третирање на онколошка болка и третирање на хронична немалигна болка. Напоменав кои дисциплини учествуваат во онколошката болка, да не се повторувам. И почнав да ви кажувам како хронолошки ја третираме болката во зависност од јачината на истата. Како што напоменав, анестезиологот ординира терапија, прави шема на одредени лекови, достапен е на пациентот, доколку тоа не задоволува, се вклучуваат нови лекови, зашто пациентот не се малтретира да доаѓа повторно на преглед во комуникација телефонска, а потоа доколку треба да се ординира и друга медикаментозна терапија, истата се препишува со тоа што доаѓа член од фамилијата. Што значи им помага на пациентите да не доаѓаат толку често, може би удобноста во нивниот дом, меѓутоа да ја добија терапијата. Да. И секогаш кога имат проблем може да се обратат на ординирачкиот доктор. Доколку со медикаментозна терапија не успееме да се справиме како напреднува болеста, тогаш приоѓаме кон интервентни методи. Тука доста се вични нашите интервентни радиолози, благодарение на нивното големо знаење, познавање во нивната област и апаратурата што ја имаме. Често пати со нивна интервенција можеме комплетно да го безболиме пациентот. На кој начин тоа се прави? Они лизираат одредени нерви кои што се инфилтрирани од самиот процес. И со лиза на тој нерв, невролиза се вика процедурата, може болката комплетно да исчезне. И значи постои надеж за пациентите потполно да бидат без болка. Секако. Меѓутоа, некогаш и покрај таа метода може болката да перзистира, како што кажав напоменав на почетокот, причини за тоа се алгогени
субстанци кои што лачи самата туморозна формација, самиот тумор, и тогаш доколку значи не успее да помогне комплетно ова невролиза, следна етапа е поставување на континуирана инфузија во која што течат лекови 24 часа. Тоа се мали пластични пумпи во кои што ставаме микс на лекови, тоа го прави анестезиологот, и ги поставуваме на пациентот да течат подкожно. Самата пумпа не е некој терет, може пациентот да си ја носи во джеб да ја постави и доколку биде обезболен, тој може и да се движи со таа пумпа и може да живее еден понормален, подостоинствен живот. Меѓутоа, за да се постави таа пумпа, пациентот треба да лежи 24 часа до 48 во нашата болница, затоа што го обсервираме, да знаеме дека лековите што сме ги ставиле да течат, точно задоволуваат да го обезболат. Тука ставаме лекови кои што ги облажуваат неговите симптоми, и доколку ја постигнеме целта дека пациентот се чувствува добро, пациентот си оди дома и тој пациент повторно ја има болницата како своја поддршка, лекарот е на линија, меѓутоа кај овие пациенти имаме и домашна посета од медицински персонал. Доколку ги исцрпиме сите можности и како се наближува крајот, за жал на овие пациенти, знаеме како завршуваат, доаѓа една агонална фаза и за пациентот и за фамилијата. Верувајте, многу е мачно и болно на членовите од семејството кога гледат како го губат и како пати нивниот сакан. И колку не можат да помогнат во тие случаи, меѓутоа затоа сакаат што помалку болка да почувствува. Меѓутоа во тие случаи, иако се обезболени, меѓутоа на последните денови од живот се вистински агонални, тогаш нашата болница, нашата клиничка болница нуди можност да тој пациент последните часови или денови од животот ги биде во нашата болница, доколку фамилијата тоа го сака. Значи, во болницата ќе му биде пружена нега, фамилијата е со него и ќе биде обезболен. Ја нудиме и таа можност. Затоа и посебен овај центар. Кога зборуваме за онколошката болка, тоа е едно континуирано следење и една континуирана подкрепа на овие пациенти кои што посебно страдат од нашата болница. Од самиот почеток на болеста до крајот на животот на овие пациенти. А кога зборуваме за другиот сегмент од Центарот за болка, за хронична немалигна болка, која што е последица на нешто што одминало и оставило трајни последици, без разлика што кај тие пациенти поминала проблемот, самата болка ги прави да тоа нивно страдање им го намалува квалитетот на живењето. Во тимот кој што се справува со овај тип на болка, учествуваат повеќе специјалности, тука е анестезиолог, тука е травматолог, ортопед, невролог, физијатар и кај изумив да кажам и кај пациентите со онколошка болка, а и овде во тимот има и психолог, затоа што на овие пациенти им треба и таков вид на помош. Кај пациентите со хронична немалигна болка, која ќе го прими во амбуланта, го прима анестезиолог и во зависност од типот на болка се консултира со колега од одредена специјалност, ако станува збор за некоја радикуларна, некоја болка, многу често е дискус во прашање, тогаш консултираме ортопед
травматолог кој што ќе го следи пациентот и ќе се ординира одредена терапија, дали ќе бидат блокади, дали ќе биде оперативна интервенција некоја. Исто така и кај овој тип на болка повторно се присутни интервентните радиолози со нивните невролози. Зашто се важни интервентните радиолози и кај онколошките пациенти, меѓутоа и кај другиот тип на болка, кај пациентите со травматски? Затоа што секако со нивното големо искуство да под ехо или рентген го лоцираат оштетениот нерв, придат до него, истиот ќе го лизираат и болката исчезнува. Затоа се и важни, многу важни. Меѓутоа, некојаш станува збор за neuropatска болка. Доколку е тоа во прашање, тој тип на болки, тука се вклучува невролог. Или ако станува збор за главоболки, има различен вид на главоболки. Не секогаш аналгетик треба да се земи за главоболка. Доколку неврологот ја диагностицира кој тип на главоболка е во прашање, со сосема друга терапија, причинска терапија, може да го спаси човекот, пациентот да не пати од болката, едноставно таа да исчезне. Може би затоа е толку важен еден ваков третман, заради болката која е главен симптом, да се јавиме на ваков центар, за потоа можеби да видиме за каде да се најде причината на болеста да се излекува, да исчезне и и болката. И сето тоа се прави во рамките на нашата болница, за кратко време. Пациентот кој ќе дојде еднаш во нашата амбуланта, нема враќање, дојде следниот ден да те прегледа некој друг доктор, не. Ние меѓу себе комуницираме, ќе дојде докторот што сметаме дека проблемот е од негова специјалност, ќе го прегледа и тој и ние имаме и состаноци на кои што ги дискутираме овие пациенти, затоа што тоа се наши заеднички пациенти. Идејата е, кога пациент ќе влезе со проблем во нашата болница, од не се да излезе задоволен со решен проблем. Да. Модерната медицина се повеќе оди кон тоа персонализиран третман на пациентот. Можеби токму ваквиот пристап кон пациентот помага за и тој да се чувствува уникатен и можеби да чувствува внимание од страна на докторите за да се реши проблемот. Токму така. Во овој центар работиме исклучиво со персонализирана медицина. Тоа што е лек за еден пациент не е лек за друг пациент. И затоа така и приоѓаме на проблемот. Доктор Спировска, колку е важна достапноста на лекарот кон пациентот 24 часа во текот на неделата? Рековте дека и кај пациентите кај кои треба консултација сте достапни телефонски, меѓутоа и кај пациентите кои можеби треба посериозен третман во клиничката болница Аџибадем Систина, исто така има достапен лекар. Тоа многу значи за пациентот, затоа што се чувствува сигурна. Знае дека доколку се влоши состојбата, има кај да се јави и одма да добие совет. Тоа многу значи за секој пациент. Верувајте. Да, затоа и ве прашав, затоа што пациентот многу често пати кога има некое прашање или кога почувствува некаква болка, било тоа neuropatска болка, било тоа некаква болка можеби што не е толку важна, сака да се консултира со својот лекар и сака достапен лекар. Да. И некаква сигурност добива. Посебно кај онколошките пациенти, затоа што паралелно со болката се јавуваат и други симптоми кои што се многу непријатни. И кога ќе се јави некој таков симптом, секојаш член од фамилијата, затоа што тие пациенти веќе во терминална фаза, тие и не може да разговарат со докторот. Ќе се јави член од фамилијата да замоли, да праша што да правиме со ова. И тоа многу значи и за цело семејство дека имаат некој кој што е со нив во цела таа болка,
тука веќе станува збор и за една емотивна болка, дека има некој кој што ќе им помогне. Затоа е важен и пристапот на психологот кој го имате во центарот за болката. Апсолутно. Затоа што јас верувам дека сите соматски заболувања позади нив стои некој психолошко заболување и психолошки терап. Да. Доктор Спировска, кажавте дека болката има неколку фази на третирање на болката. Дали би им препорачале на сите тие пациенти кои често пати не ја барат причината за болката, туку само ја облажуваат болката со некои аналгетици? Што би им советувале? Јас би советувала на секој човек кој што пати од било каков тип на болка, дали е послаба или е јака, неиздржлива, или некој му кажал дека веќе нема со што да се лекува, да дојде во нашиот центар, затоа што, верувајте ми, има начин да се спречи. Колку и да е голема, каков и да е квалитетот на болката, има начин да се справиме. И да помогнеме. Апсолутно. Јас верувам во тоа. Рековте дека анестезиологот прв комуницира со пациентот. Кои може би се најчестите прашања кои ги добивате од страна на пациентите кога ве прашуваат нешто за болката? Или кога барат и решение? Кога пациентот дојде во амбуланта, прво што ќе прашува анестезиологот, прво што прашуваме е да ја опиши болката. Каде се наоѓа, каков е квалитетот и интензитетот. Интензитетот на болката го одредуваме преку една субјективна скала за болка, позната како скала, од 0 до 10. Ако 0 е кога нема воопшто болка, 10 е неиздржлива и секогаш прво пациентот ќе го прашаме како ќе ја опиши, со која бројка ќе оцени неговата болка. После тоа го прашуваме каква е, каде се наоѓа, каков е квалитетот. Кога ќе зборувам за квалитет, болката може да биде различна. Може болката да ја чувствува како тежина, може да ја чувствува како болка која што сева, болка која што копа, болка која што пече, дали болката е на едно место или се шири на друго место. И после тоа следи прашање дали до сега сте земале некакви аналгетици, за отприлика да знаеме ако земал, со какви аналгетици дотогаш се справувал со болката, за да знаеме ние каде да продолжиме. Да. Ве прашав за тоа што искреноста на пациентот, можеби првиот разговор со пациентот може многу да помогне до точна диагноза, но меѓутоа и точен третман. Апсолутно. Апсолутно е многу битна комуникацијата со пациентот. И верувајте, после подолго време, докторот што е ординирачки, кој што е во комуникација со тој пациент има толку доверба во тој доктор, така да мислам дека многу им помагаме и со психолошкиот момент, да кога ќе им кажеме дека да, со ова ќе ви биде подобро, многу ќе делува и тоа. Да, не самиот делува. лек, да. Некако има оптимизам затоа што верува во докторот, верува со полно право затоа што тој никогаш не го изневерил. Секогаш кога ќе побарат помош, ние сме тука. Затоа е важна и довербата кон лекарот. Апсолутно. Ние стигнавме до крајот на емисијата. Дали би сакале некоја последна порака до сите тие што не гледат во овие моменти? Оно што го кажав неколку пати, да не дозволуваат да патат. За секој тип на болка има начин. Некогаш, лечејќи ја болката, ќе најдеме и причината, па ќе се излекуваат комплетно, а таму каде што болката е дел од процес кој што за жал не може да се прекини, секогаш со тие пациенти сме тука да помогнеме. Имаме начин како да им помогнеме. Ви благодарам многу. Ви благодарам јас на вас. Shikues të nderuar, ne me kaq përmbyllim emisionin për sot. Mos harroni në Spitalin Klinik Acibadem Sistina tashmë është hapur një qendër e re, qendra për trajtimin e dhimbjeve, ku mund të trajtohet dhimbja juaj apo të gjendet ndoshta edhe diagnoza e saktë se pse paraqiten ato dhimbje nga një ekip multidisiplinar. Kjo qendër është e vetmi akti lloji në vendin tonë, por edhe për herë të parë është hapur në këtë vit në Spitalin Klinik Acibadem Sistina. Ne këtu përmbyllim emisionin për sot. Faleminderit që qëndruat me ne. Bashkë do rishemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takovshëm.